Сплотени и обединети, македонците без разлика каде живеат, успеале да пребродат многу потешки премрежја од денешните. Истото и сега ќе го направиме, а доказ за тоа е достоинственото празнување на најсветлиот македонски празник Илинден во секој македонски град и секаде во светот каде има македонец. Со оваа порака подпредседателот на владата на Република Македонија Васко Нумовски ги поздрави македонците кои дојдоа во Трново на 39-та светска семакедонска иселеничка средба. Македонија и македонците не се од вчера, не се од пред 10 години и не се од пред 50 години. Историјата на Македонија, историјата на македонскиот народ е многу подлабока и ќе треба многу повеќе некој да се обиде да го уништи она што е создавано низ вековите. Македонците бараат итен и безусловен прекин на преговорите за надминување на спорот за името. Траен мир и добрососедски односи можеме да обезбедиме само доколку Република Грција го признае нашето уставно име, а до решение на спорот дојдеме преку така наречената ирска формула, рече председателот на Светскиот македонски конгрес. Тодор Петров на домашните, како што рече врховисти и квислинзи, им порача дека велепредавството е кривично дело, а порака упати до соседна Грција. Доколку Атина не ја признае Македонија, Елада нема да остане цела. Банкротот во кој вплови сега ќе ја проголта и старата дама, затоа што ариевскиот фашистички модел на еднородна и едноверна нација конечно ќе го снема. А кога тоа ќе се случи, ќе остане она што до 1821 година било. Во Грција повторно ќе има се, само Грци не. Откако пораките беа пратени, тапаните, скарите и пијалокот подготвени, неколку илјади македонци во дворот на црквата Пресвета Богородица ја продолжија традиционалната прослава на Илинден.